Добро вечер во емисијата 360 степени насат. На почеток, најавата за вечерашново издание, главно на изборни теми. Кого погоди Ермира Мехмети со изјавата дека Дуи е морален губитник на изборите? S'kam dyshim se kjo çfarë ka ndodhur është një mesazh politik për mua. Дали Груевски со антизападната реторика само го потврди заклучокот од изборите дека нема да има партнер за влада? Is what he said official government policy? And if it's not, then why didn't the Prime Minister speak out? And indeed, where is the Prime Minister? Is he sleeping? And what about the President? Is he also sleeping? Амбасадорот Ерван Фуере е шокиран од прогласот на ВМРО од ДПМН и од некролозите за амбасадорите. Проверивме што од ветеното од власта во изборната година навистина се реализира. Заедно со гаражно место, но со паркинг место, поземно паркинг место, едноособен стан ќе чини некаде околу 19.000 евра. Тук изкопане поише. Да, за подземните гаражи град. Селата од Карадачкиот регион, Брест, Малино Мало, Танушевци, заборавени од државата. Значи песма видите, ќе votojmë partiqytare. E fiktine, sidomos BDI-a që ka kanë, hajër kur pas kemi pa po vetëm шер. Гласот на изборите, протест против партиите на албанците. Ќе направиме пауза, а по неа следува најавеното. Останете насат. Продолжуваме со емисијата 360 степени. Продолжуваат и дилемите за тоа кој ќе ја состави новата влада. Се чини дека антизападниот проглас на ВМРО ДПМН само ги потврди анализите по изборите, дека Груевски нема да може да најде партнер за да формира влада. Од врвот на Дуи засега се воздржани и тврдат дека ги очекуваат конечните резултати. Но пораките од гласачите, од базата и од некои видни членови на партијата се директни. Коалиција со ВМРО ДПМН по се не може да биде опција. Сепак, ваквите пораки не се примаат рамнодушно во некои кругови, за што сведочи и демолираниот автомобил на Ермира Мехмети по петочното интервју во 360 степени. Петар Клинчарски. Демолиран автомобил како политичка порака. Ермира Мехмети предпоставува кој стои зад ова, но остава истрагата да открие. Правдата вели за жал, редовно е чекор поназад од злосторниците. Shikoni, unë thash në emision se jam një njeri I lirë, I cili do të pushoj nga politika, duke qenë se ka marrë një vendim të këtill, mendoj se meritoj që duart e errëta të zgjatura të pushteteve të çuditshme dhe të dyshimta të më lënë të qetë. Nuk dua të merrem me hipoteza apo supozime. Ajo çfarë mendoj se meriton respekt është fakti se gjithë antarësia, gjithë mbështetësit, gjithë fanatikët e vërtet të BDI-s, jo përfituesit nga BDI-a, të gjithë ata që e kanë dashur këtë parti dhe kanë kontribuar ashtu siç kanë bërë edhe unë, më kanë mbështetur dhe kanë bërë vlerësime pozitive për интервистën. Сето она што и се случуваше во изминатата година, Мехмети смета дека доаѓа од една иста адреса. Нејзините противници во Дуи. Обвинителството не си ја врши задачата, што за неа е причина плюс да падне недемократскиот режим инсталиран во Македонија. Unë qëndroj në atë çfarë kam thënë, Bashkimi Demokratik për Integrim për fat të keq ka humbur moralisht këto zgjedhje dhe është koha që dikush të thirret në përgjegjësi. Sa më shumë që vonohet dhënia e përgjegjësisë, aq më shumë zgjatet vakumi institucional në kuadër të politikave partijake, I cili rezulton me shantazhe, me kërcënime, me friksime, me metoda të ndryshme jo demokratike
për të friksuar mendimin e lirë. Kjo është e papranueshme dhe meriton izolim si fenomen në një shoqëri që dëshiron të jetë demokratike siç është Maqedonia. За настанот молчат и не коментираат од партијата на интегративците, каде таа е член на председателството. Иако од ДУИ побаравме став во врска со оштетувањето на автомобилот на нивната сопартијка Ермира Мехмети, сепак не добивме одговор. Докму Мехмети во петочната емисија на 360 степени кажа дека ДУИ го остварила најлошиот изборен резултат во својата историја, дека на интегративците им е потребно реформирање, бидејќи веќе една година се во длабока внатрешна криза. Клучот за постизборно решение сепак е кај ДУИ, смета новинарката Катерина Блажевска. Иако изборниот резултат од вкупно 61 мандат на досегашните партнери им дава можност за повторно коалицирање, сепак, вели Блажевска, тоа не е најморалната страна на медаљата. ДУИ има лесен избор да не коалицира со партија која ветува се што е спротивно на условите за интеграцијски процес, смета Блажевска. Но за неа е непознато дали математиките се потпираат на вистина на тој интерес или преовладуваат интересите на мала група луѓе. Но со оглед дека ВМРО со тој проглас фактички си пукаше во нога себе си, но мислам дека малку повеќе го повреди својот коалицијски партнер, ДУИ веќе нема многу маневарски простор. Тешко ќе биде да објасни на своите гласачи, а и генерално на електоратот на кој што се надева и на чија доверба пледира и сега и на предстојните локални избори, генерално кој што сака да врати довербата, тешко ќе може да им објасни кои се референтните точки на кои што се совпаѓаат партиските програми и стратегии на ВМРО-ДПМН. Од она што го слушнавме во прогласот и она што ДУИ го ветува пред гласачите, во моментот тие две програми целосно се разминуваат. И за универзитетскиот професор Имер Исмаили, антизападната реторика може да му пресуди на Груевски. Është e mundur që në fund të rrumbullakësimit juridik të procesit zgjedhor në Republikën e Maqedonisë, me sjelljet, veprimet, mesazhet që lëshon ВМРО-DPMN-ja kohë të fundit, që vazhdon me një egërsi të papar të hasmërohet me të gjithë rreth vetes, edhe me ato të cilët këtë shtet i kanë dhënë formën e shtetit, atëherë është shumë e mundur, mbase edhe e dëshiruar, që ВМРО-DPMN-ja të mbetet pa partner të koalicionit shqiptar dhe pastaj zgjidhje le të gjejnë ato, ose eventualisht zgjidhjen do ta gjejnë ndërkombëtarët, me që rast Maqedonia do të hyjë në një protektorat, jo më tani të butë civil, por në një protektorat që mund të jetë edhe ushtarak. Sepse ВМРО-DPMN-s nuk do t'i lejohen më avanturat e lozjes për të mbetur vetë në pushtet, duke promovuar vlerat ruse në Maqedoni dhe duke ofenduar deri në skajshmëri vlerat europiane, veçanërisht ato amerikane. Kështu që ky opsion, për mendimin tim, nuk përjashtohet si mundësi që VMRO të mbetet e vetme në opozit pa mundësi për të krijuar qeveri me shqiptarët. Dhe sipas kushtetutës, këtë mund ta bëj partia e dytë, në rastin konkret LSDM-ja, e cila nëse ka një ofertë e cila do të jetë konform doktrinës që ka Bashkimi Demokratik për Integrim, një koalicionim me ato, për mendimin tim, nuk duhet përjashtuar. Новинарката Блажевска не сака да верува дека демолирањето на автомобилот на Ермира Мехмети е дело на нејзини сопартици, особено по 15 години поминати на политичката сцена. Ударот по стакло од возило покажува очај и слабост. Мислам дека не се до тој степен веројатно паднати моралните ориентири за на тој начин да се пресметуваат. Особено што би требало да се многу повеќе смести дека ветробранското стакло на Македонија е прилично искршено, дека има голем провев од сите страни и дека работите нема да се средат со прогласи и со антизападни реторики, туку напротив, со многу работи, со многу реформи,
а тоа ВМРО ДПМН го покажа дека не е подготвен досега за таков дух, ниту за единство, без оглед што епитетите и демократска и партија за македонско национално единство ги има во своето име. Резултатот од изборите, но и поведението во деновите потоа ја дисквалификува ВМРО ДПМН од можноста да биде дел од новата влада, вели поранешниот амбасадор на Европската унија во Македонија Ерван Фуере. За него последните пораки од Груевски се шокантни. Со Фуере разговараше Владимир Мирчевски. Еве го краткото интервју. Mr. Fuere, in front of the State Election Commission, Nikola Gruevski proclaimed that, as he said, interference from some ambassadors was too high and that has to stop. Has VMRO DPMN opened a blame game with the international community? Is this a scenario for deepening the ongoing crisis in Macedonia? Well, the whole statement of the former Prime Minister in front of the State Electoral Commission on Saturday was quite shocking when you consider that he was calling on his people to disrespect the law, and basically he was promoting subversion of the state institutions by saying that he would not respect whatever decision was taken. And in addition to that, with his criticism of ambassadors, he seems to forget that his party had not one but two sitting foreign ministers attending his rallies, the election rallies, and calling on people to vote for him. And he seems to forget that while he is criticizing hardworking ambassadors who really try their best to help Macedonia and who are just doing their job, whether it is the US or EU ambassadors or the others, they're all there to help Macedonia, but he doesn't seem to understand that. So my question is what he said official government policy? And if it's not, then why didn't the Prime Minister speak out? And indeed, where is the Prime Minister? Is he sleeping? And what about the President? Is he also sleeping? I mean, these are the people who should be calling for calm and restraint at this very, very tense moment, but they seem to be totally silent. After these strong nationalistic rhetorics by VMRO DPMN in the past few days and very bad election results for DUI, do you think that it's realistic for Ali Ahmeti to enter into a new coalition with Nikola Gruevski? Well, my personal feeling is that this would destroy the DUI party completely. Already 2 years ago, I and other people called for DUI to leave the coalition because we felt that the longer they stayed with this discredited party, the more they would be tainted with the same brush of corruption, abuse of power, etc. And the results of the elections demonstrated that they have lost a lot of support. So I really believe that in any case, the ruling party, VMRO DPMN, disqualifies itself from being in any future coalition because of their behavior and also because they are against the extension of the mandate for the special prosecutor. This brings me to another question. What kind of government Macedonia needs now? Reform-oriented, as international community says, and who can deliver these reforms now in Macedonia? Well, in a normal functioning democracy, the obvious solution would be a grand coalition between the two main parties. But unfortunately, and very sadly, there is nothing normal about Macedonia. It is not a functioning democracy at all. As I said earlier, the ruling party has disqualified itself from being in a future government because of its behavior. So my feeling is that the only possible way out of this crisis is for a coalition of all those other parties, who have called for change, a new approach, and if the opposition and all the other parties who have been campaigning for change and for a return to the rule of law, and that this coalition would also include some independent, very respected personalities in order to get away from the partisan politics
of the past. I think this could be a chance for Macedonia to to return to democratic values, return to the rule of law, and also to ensure that the special prosecutor will be able to fulfill her mandate without being undermined, as she has been, unfortunately, by the ruling party over the past year. Couple of critical observations, and there comes a punishment. After her appearance in 360 Degrees and her strong voices over DUI election results, Elmira Mehmeti found her car demolished. Has the lack of political culture transferred into political violence? We are even seeing obituaries with ambassadors' photographs spread through social medias in Macedonia. This is absolutely shocking and should be condemned. This is where the president should immediately speak out against it. But obviously he is sleeping. This is where the Prime Minister should speak out. All the political leaders should be very, very vocal in condemning such behavior. But unfortunately, as we have seen in the last days with the demonstrations organized by the ruling party outside the State Electoral Commission, they are inciting people to violence. They are provoking violence. And this is totally unacceptable, and this is where the European Union and its international partners must not hesitate to speak out and to demand that such behavior should be ended, and that there needs to be a call to order by the state institutions, by the president against such behavior. Ambassador, thank you very much. Thank you. По интервјуто со екс-амбасадорот на ЕУ ФОЕРЕ ќе одиме на нова пауза, а по неа ќе гледате. Проверивме што од ветеното од власта во изборната година навистина се реализира. Заедно со гаражно место, односно паркинг место, поземно паркинг место, едноособен стан ќе чини некаде околу 19.000 евра. Тук изкопале повише. Да, за подземните гаражи. Селата од Карадачкиот регион, Брест, Малино Мало, Танушевци, заборавени од државата. Значи песма видите, живота partecipare. Effektine sidamos bedejashkakone. HRQ пауски ми папал ветам шер. Гласот на изборите, протест против партиите на албанците. Се враќаме со емисијата 360 степени. Во оваа изборна година паднаа многу ветувања, се сеќаа многу ленти, беа презентирани многу макети. Што од ова навистина е остварено или се остварува? По случаен избор проверивме каква е состојбата со 5 најавени проекти. Еве што покажа теренската обиколка на колегата Александар Димитриевски. 2016 е година во која дури од трета мајка Македонија успеа да одржи предвремени парламентарни избори. Денот за гласање се поместуваше и поради договорот власта да не ја користи позицијата за да ја промовира партијата. Колку испочитуван принципот за одвоеност на државата од партијата е прашање што заслужува внимание. Една недела по изборите, темата ја разгледуваме низ фокусот на судбината на проектите кои власта ги започна во годината, која беше едно долго предизборие. Скопје, 1 октомври 2016 година. Министерството за одбрана постави камен темелник за првата зграда, што треба да го реши стамбеното прашање на војниците. Заедно со гаражно место, односно паркинг место, поземно паркинг место, едноособен стан ќе чини некаде околу 19.000 евра, а четворособен стан со паркинг место и другите погодности ќе чини не повеќе од 45.000 евра. Неколку дена по изборите, на локацијата реално е рано да има згради.
Но ако навистина почнала изградба, треба да има повеќе од само неколку дупки ископани на денот на промоцијата. Тука ископале повеќе. Да, за подземните гаражи грант. Сарказмот на Аднан Налитов од независниот синдикат на војниците доаѓа со силна доза горчина. 6 години министрите им ветуваат дека ќе им го решат стамбеното прашање. Исто толку години тие им објаснуваат дека најголемиот дел од нив нема да имаат пари за такво решение. Министерството нема и што да понуди више во реалната ситуација, па што да излезе во пресрет на изборите, го најави ова и се некако се најавуваат предизборно. Значи имаше една средба министерот со вработените, кај што беа и доделени више становите, се знае више кој каде ќе живе, на која страна, на кој спрат, со кого ќе бидат комши, ама реалната ситуација не е така. Значи, хартијата да трпи се, ама припадниците на армијата уште ништо не имаат до сега. Алитов сепак се надева дека еден ден се ќе се реши во корист на војниците. До тогаш, место големи проекти, бар од властите основни работи. Униформи, редовна храна и струја по касарните. 4 март 2016 година. Првиот човек на ВМРО ДПМН е Никола Груевски е во Кратово. Прави увид на проекти кои се прават во општината. Спонтано собраните граѓани му предочуваат проблем. Покрај Радин мост, кој што е познат во нашиот град, се јави едно свлечиште, сега веќе, и свлечиштето се заканува да наштети на самиот мост. Радин мост рековте, да. За Радин мост да дојде комисија од културата. Веднаш доаѓа и комисијата. Констатира дека свлечиштето не е опасно, но повикува на што поскоро санација. Владата на Република Македонија, Министерството за култура, заедно со Управата за заштита на културно наследство, верувам дека и локалната самоуправа ќе успее да смогне сили, заедно со Центарот за управување со кризи, да најдат и да формираат една финансиска конструкција за што поскоро да се надмине ова што сега се случило под влијание на временските услови. Речи си 10 месеци подоцна, Радин мост е на своето место. До него си е и свлечиштето. За голо око не изгледа дека е санирано. Со свлечиштето останал и стравот на жителите. Искачаа, градоначалник искачаа, тие гледаа. Вика, добро, нема толку опасно со ово, но и никој ништо не воде ред. Нима па да дојде некој да рече, чекаме да овој треба да се направи, она да се направи. Там се прави, кој да се направат улица, се направи ово, ништо не се направи. Исто и ово што ти викам. Тако биде. Лизна се карпата, народ се жале и се плаше. Плаше се, немој повише да дојде до по-лошо време. Не го знаемо време какво може да дојде. Може по-лошо време да дојде, може да отпере таа одгоре карпата. Оде го знаеш. Радин мост не е единственото нешто што овој кратовец сака да се обнови во неговиот град. Но, признава и дека има работи што се градат, иако не е докрај задоволен како паднала одлуката за реализација. Еве шакти удолете немаше, те ги почнаа да прават се. Накнено тек најн дојдоа и наредија ни прават, секу зиму ги прават. А так кад се правеше водоводот, так не ќе да ги направи. Штипско, 30 август 2016 година. Врвот на тогашната влада и екс-премиерот Груевски ја означи изградбата на гасоводот Штип Неготино. Согласно предвидената динамика на градба, очекуваме да биде изградена до крајот на следната година.
Станува збор за делница со која практично сега веќе изградениот крак во источниот дел на нашата држава се проширува кон Повардарието, а подоцна истиот ќе биде поврзан, односно проширен кон Пелагонискиот регион. Го баравме гасоводот на потегот меѓу Штип и Неготино. Не беше едноставно да се забележи, бидејќи цевките се заваруваат, а потоа се закопуваат во земја. На крај го најдовме во близина на селото Селце. Во моментот додека снимавме на оваа локација, сепак немаше присутни работници. Но самиот факт што на ова место најдовме заварени цевки и ископани дупки и ровови во кои што треба да се движат тие цевки, и тоа на неколку километри од местото каде што беше поставен првичниот камен темелник, заклучокот е дека сепак гасоводот напредува. Докаде е точно, односно дали ја следи предвидената динамика, е сосема друго прашање. Од Штипско го продолживме патот кон Неготино. Таму во екот на предизборната кампања, владата најави реконструкција на автопатската делница Неготино Демир Капија. Веќе започнаа пред неколку дена и градежните работи и можам да информирам дека една инвестиција од преку 5 милиони евра ќе биде токму тука во овој дел, бидејќи мора да ја подобриме безбедноста на патиштата. И на вистина, делницата од Неготино кон Гевгелија е затворена. Патот почнал да се гради на крајот на ноември, а се ветуваше цела година. Според годишната програма на државната фирма за јавни патишта, тендерот за делницата требало да биде распишан во јануари. Еден месец подоцна, во февруари, министерот за транспорт најави почеток на работите. Сакам да најавам пред сите граѓани дека во летниот период започнуваме со изградба, односно целосна рехабилитација на најлошиот дел на автопатот на коридорот 10. Со летото сепак не почнали градежните активности, па на крајот на август истиот министер дава нов датум за почеток на реконструкцијата. Летниот Демир Капија го почнеме сега за следниот месец работа. Тоа е најоштетениот дел. Да, тоа е многу оштетен дел, го забележа преска. Патот не почна да се гради во септември. Стартот се случи во зима. Случајно или не, 15 дена пред изборите и само неколку дена по митингот на владеачката партија во Неготино, каде повторно беше ветена рехабилитацијата на делницата. Местата што ги посетивме се дел од многобројните локации каде владата, министерствата или други државни органи почнаа проекти во предизборието. Во колку примери, работата застанала веќе следниот ден по сликањето пред камерите или пак активно се работи, не може да се провери лесно. Најблиску до таков систем се проектите сервис за проверка на факти и вистиномер на невладината Метаморфозис. Во предизборниот период вистината до некаде страда. Таа страда и кога политичарите се фалат за она што го направиле, а може да се каже дека страда и во однос на нивните ветувања. Онаму каде најмногу страда вистината според Петрески се големите проекти. Најчесто се пренесуваат оние ветувања кои се скапи за исполнување. Значи каде што треба многу пари. Не знам, каде што треба стотици милиони евра за брана Чебрен Галиште, каде што треба десетици милиони евра за клинички центар во Скопје и во Штип. Дури имавме и случај кога напишавме текст за едно ветување дека е повторено повеќе пати и во него нели имаше линкови до старите програми, да една политичка партија не и се допадне тоа и да го избрише стариот програм, не знам, од пред 2, 3 или 4 изборни циклуси, за луѓето да, ако кликнат на тој линк, да не можат да видат дека тоа е ветено пред 5 или пред 8 години. Потоа, гледаме давање на ветувања, така наречени ситни ветувања, кои во голем дел се исполнети. Но и покрај загубената вистина, Петрески мисли дека и лажните ветувања се уште имаат висока употребна вредност.
Колективната меморија на општеството е кратка, за да запамети што и кога било ветено. Корективот на власта, медиумите, одамна го загубија капацитетот редовно и темелно да следат што е почнато и ветено, а што е реализирано или нереализирано. Ноќта на 11 декември, веднаш по гласањето, првото место од кое стигна резултати беше селото Брест од пограничната зона со Косово. На изненадување на многумина, мнозинството гласачи од ова место населено со албанци му дадоа поддршка на СДСМ. Зошто? Одговорот што ќе го видите во репортажата на колегата Хекура на Кифи од местата од Карадачкиот регион е едноставен. Мештаните се чувствуваат изневерени од досегашните бројни, но нереализирани ветувања за решавање на секојдневните проблеми и потреби. Në zgjedhjet e 11 dhjetorit, të drejtën e tyre për të votuar e shfrytzuan edhe banorët e Malësisë së Karadakut. Tanusha, Malina e Breza, vendbanimet të cilat institucionet shtetërore i vizitojnë vetëm atëherë kur duhet i dërgojnë materialet zgjedhore. Por, për dallim nga zgjedhjet e kaluara, në këto të fundit, këta banor vendosën që të votojnë një parti politike maqedonase, Lidhjen Social-Demokrate. Ekipi i 360 gradë udhtoi drejt këtyre fshatrave, ku pritëm nga banorët, një pjesë të cilëve shprehen pa kënaqësinë me politikat e deritanishme. Ja, votën kur këtë zgjedhje vëjnë të lusin, këtë sen në rregull, si ka ljo zgjedhë mas që nejnë kushiq. Jes me gjatë, po, jes me qysh me të punë, me zërtë. Me zërtë. A nuk kanë thanë me për një njerë, për gjithësisht nuk ma puna. Për e kam fjallin për klasën punëtore, problem është. Kjo kushton, zgjedhë para kushme. Se që kumë na popullata veç në hubja është. Veç në hubja është. 2 milion njerëz në Maqedoni, nuk mëna në qëtër shtete, në sheher është 2 milion njerëz. A mo këta këtë shkojnë në baza partijake, në baza, shka me thonë. Qovë se nuk shkojnë më një koalicion, shka është për shtetë, e për popullat, të pandashme, kur zhonë zbonë. Kur zhonë zbonë, që unë për i banë 60 vetë, që 20 vetë sajnë na Republika Nezavisna, kur zhonë s'ka shku për pahëq. Unë vejnë një nati, Kosova djemë bonë e pa varën, këti kanë kushte më të mera, këti jetuin më merë. Mos folmi për qirat Bullgaria, Shqipënia, këtas. Mos që dhe janë qatë vend. Gjaferi nga Tanusha, ekzistencën e tij e fiton nga BGT-ja, por ai nuk është i kënaqur nga mënyra se si shteti i trajton ata. Thot se për më shumë se 10 vjet rajonit të tyre nuk janë ndarë kurfar subvencionesh. Pavësime e madhe këton të nënë Maqedoni. Që më thonën, edhe gjonë me rojtë nuk i kurfar vëllneti këton se për 2005 e kom po subvenciones në apin, gjonë s'në apin, ndim kur gjonë s'kena për shtetit. Kom zonë avukat, kom argju pare, sen, gjigji, mi ka këthej, kjo agjensia shka është plateshna nuk i pagujnë. Ku e di? Këtë vjedhin. Kjo shtetë ka në përfëndim që shno. Kur nuk në mund fshatarve, njerëzve, këtë të korruptum, këtë, asë, për mu e kjo shtetë në shumë shtetë i doftë. Ajde, ditën e mirë, u përshëndes, kaloj shimi. Me ardhjen e dimrit, jeta e banorëve të Tanushës vështirësohet edhe më shumë. Në mungesë të infrastrukturës, por edhe kushteve të nevojshme për të përballuar acarin, banorët e këtij fshati shpërngulen në rrethinën e Shkupit. Në dimër, dritat mbesin të ndezura vetëm në 15 familje. Nga Tanusha, vazhduam rrugëtimin për në fshatin Malin, ku hallet e banorëve të atjeshëm ishin pothuajse identike me shumicën e fshatrave të Karadakut të Shkupit. Edhe në Malin, në këto zgjedhje, shqiptarët për herë të parë votuan për një parti politike maqedonase. Banorët e Malinës nuk deshën të komentojnë rezultatin e zgjedhjeve, por para kamerës u ankuan se shteti i ka lënë në harres.
Fond se përbalen me shumë probleme, u mungon rruga, por i shqetëson edhe shëndeti i fëmijëve dhe të moshuarve. Pasi këtë fshat, me vite të tëra, nuk e ka vizituar ndonjë mjek. Duhet me lutën kanë dijavë, lutë ata në telefon, dorme në qelë rrugën. Rrugat e na nuk kujdeset askush për rrugë. Mjek në katun tonë nuk vinë atë në zonësat e shkollës, nuk vinë mi këshije së kur për paura që vishin mjek nuk vjen kush. A ka kajre në Shkup, në përplaca të u ka nuk ima. As pa shtejt e një kërë me shlu, një transport me shlu me ardhë, Malin, Shemëll, ka gjenë për brejze dalin, ka në përmal që punojnë, ka uthtarë që kena miqasi, kena cmut, kena lin, kena deke, kena me hestër ma të poshtë, na imi të pengu, mas paurina që du të me shku me blej një kërë, me shqit ljaupën e me blej një kërë, as kena paure për bu. No. Po e kanë votu, por kanë menu se në dë një jetë matë më erë. Shka me ban shtaj, si calli e ka provu atë fatin e vetë. A mo gjinja si calli, voton shtem sheft, voton si calli e ka qitën për atë. Po i për mu shqiptarët këtë njësoja, në calli të një këtë njësoja. Kush një, por shqiptarët janë njësoja. Ajo ka fru shteti diçka ndim dhe rtash? Jo, kur gjajq. Heq, s'ka këto në Malin kërkush. Asë ulla e pa katastrofë është ulla. S'ka në reqa së ullës. Kera probleme shka keni për pas ullës të? Struja në allet ka një herë, si be kush mas, ullën se ka në req, zven kush këtu, sas me në pa si qës. Vendosja e sundimit të së drejtës në Maqedoni është shpresë për një ditë më të mirë, thonë banorët e Malinës. Qa dhe se ka pa po mirë, sa që punohet drejtësia. Drejtësia si punohet, gjdo shtetë, gjdo shpje që punon drejt, aja shpje ka me vanu, pak në shtë me hek po, amu me dalë të paura po. Edhe shteti, si punohet drejt, ba më të mirë, si më të punohet drejt, badi hava e ka. Pas Malinës, vizituam edhe fshatin tjetër, Brez. Rruga e cila të çonte në këtë fshat ishte në gjendje të mjerueshme, madje në disa pjesë e pakalueshme. Breza, pas çdo rreshje të shiut dhe borës, mbetet e izoluar në tërësi. Breza, vendbanim në malësinë e Karadakut, i banuar me 100% popullat shqiptare, konsiderohet si fshati i parë që dërgoi fitoren në adresën Bihaçka. Banorët e Brezës thonë se kësaj radhe vendosën që përmes votës të ndëshkojnë partitë shqiptare, të cilat, sipas tyre, nuk bën asgjë për të përmirësuar statusin e tyre. Na që 15 vite që votojmë partitë shqiptare. E piktine, sidomos BDI-a që ka kanën, hajrë kur pas kemi pa po vetëm shërë. Për në kofë që janë bon shqiptarët vetë disohën, pritmi që do të bëhet ma mirë, po si më të vetë disohën, po du me thonë shqiptarët, s'ka kur gjape prapë. Qka janë folëm që to qka janë burgosër, pa kur gjanë heqë edi, si rasti mostra që vjenë, rasti Sopotit, po në lagje e Kumanovës, lagje e Trimëv, që ato janë këtë montime dhe merosë. Kjo është hera e parë që në fshatrat e Karadakut, të banuara kryesisht me shqiptar, një parti politike maqedonase të marrë vota të konsiderueshme, madje edhe më shumë se disa parti politike shqiptare. Како и во секоја емисија, и во оваа финалето е за саботажата на Сречко Поповски. Промашувањето на фиксот не е карактеристика само на оние кои типуваат навивачки, туку и на играчите од тимот кои стимулирале фаворитска позиција, без да очекуваат изненадувања од аутсайдерите. Врвните прогнозери, чие место во облажувачката историја ќе биде увековечено со златни букви, го дочека и вториот понеделник, во кој моди на вистина тешко сумирањето на минатонеделната добивка.
По вашите проценки, ви ги имате деталите, по нашите нешто помалку. 63 пратеници. По вашите проценки, Победуваме со 63 пратеници. До толку ја утна. И според моите прогнози, СДСМ кој ќе ги загуби изборите, со разлика која е 10 пратеника, па повеќе. До толку ја утна. Ке се видиме понеделник, секој ќе го каже своето. Практично загубивте 1 до 20 пратеници. Дојдов, прозборев, се посрамотив. Во слична психолошка ситуација е и шефицата која е одговорна за смејата на државна сметка. И таа признава дека навистина се претерало, па незадоволно од тоа што топлата и мека фотелја ја сменила за тврдиот и студен асфалт, по стилот на театарот со кој не раководи. Трагично ќе го изрази својот гнев од ситуацијата до која не доведува. Читувани мои, овде стојам пред вас да ви кажам на сите дека се срамам. Зошто мрзнеме овде? Доста е веќе! Дојдов, прозборев, се посрамотив. Интересно е дека дури оние што спонтано се собраа за да ја сочуваат демократијата воопшто не се сомничави околу клиентелистичкиот дух со кој обременета македонската гласачка и институционална публика. Па не ни се надеваат на исход различен од очекуваниот, бидејќи и самите се свесни, ем за тоа чие е мнозинството во комисијата, ем за тоа со каква предност е тој што ги има на располагање по луѓите на власта. Ова е наша комисија. Во негово име, во името на нас сите, одлучува за една единствена партија која плаќа и преплатила гласови, па добила толку гласови. До толку ја утна. Има и такви кои што веројатно за овие 10 години ниту виделе, камоли добиле нешто, па не баре живееле на сосема друга планета. Како тазе паднати на земјата се вчудо невидени од тоа што СДСМ никако да ја испушти власта од раце, па во име на сето што досега го пропуштиле. Гласно ќе побараат таа конечно да ја биде предадена на опозицијата. Да го препусти владу на нас, на ВМРО. Дојдов, прозборев, се посрамотив. Во време на целосен, па дури и со изјави со транспаренти деклариран антидипломатски фронт, изгледа прилично неприкладно обидот на оние што постојано го сскаа создавањето на таков амбиент, да издвојуваат и да класификуваат јасно потенцирани противници, сакајќи да ја намалат сопствената одговорност во очите на светскиот полицаец. Е сега, да не грешам душа, амбасадата не е американска. Ајде сега да видиме на лице место. Може да се забележат разни транспаренти меѓу кои порака до американскиот амбасадор во Македонија Бейли со пораката Бейли тргни ги рацете од Македонија. Сепак, ниту еден маж не е доволно виновен како двете жени кои деновиве доминираат на јавната сцена и му даваат свој тон на правниот и политичкиот расплет на кризата. Кој би можел да очекува дека двете ќе ги разликува единствено презимето. Фатиме Сулеймани, Фатиме Фетај, Фатиме Сулеймани, Фатиме Фетај, Фатиме. И на крајот, секој ќе го каже своето, памтете што јас ми кажа. Се што кажа се излажа. До толку ја утна. Се во животот е кратко, освен паметењето. Гледавте 360 степени. Благодарам за вниманието. Ќе се видиме повторно в петок од 22:30.